Почитувани гледачи, втор блок отворено студио 1, веќе добро познат термин 15 часот и 20 минути. Повторно се дружите со мене со колегата Антонио Крстевски, а овој пат наш денешен гостин е потпаролот на град Скопје, господинот Валјон Салију. Добар ден и добре дојдовте во нашето студио. Добар ден, добро во најдов. Благодарам за поканата и можноста која ни ја давате да ги покажуваме нашите проекти кон граѓаните. Така, токму темата на која што ќе разговараме е тоа дека на 12 март, односно пред 2 дена, имавте јавен повик во однос на субвенции за велосипеди. Вака само накратко да напоменам пред да продолжиме со разговорот дека токму на оваа тема ќе можете, имаме отворени телефонски линии, па доколку имате некое прашање или нејасноти, слободно можете да се јавите. Сега ќе можете ли поконкретно да ни кажете во однос на ова дека и годинава исто така буџетот за субвенции за велосипеди е 10 милиони денари. Еве поконкретно нешто повеќе да ги запознаеме гледачите и граѓаните, сите оние кои што сакаат да земат велосипед, да аплицираат, кои документи и што треба да достават. Добро, најпрво би сакал да не поменам дека проектот е веќе тренд кој што трае од пред 2 години, 2017 беше прв пат. Генерално има интерес од граѓаните. Од 2017 имавме некаде околу 2600 луѓе кои што ги искористија субвенциите. Лани имавме зголемен број, некаде 3100 и нешто апликанти кои што зема. Оваа година веќе 3 дена е отворен и мислам дека има околу 100 апликации веќе. Принципот е истој кој што беше и претходните години. Значи се купува велосипедот, се чува фискалната, треба да е граѓанин на Скопје и со личната карта доаѓа во град Скопје. Има формулар кој што треба да се попуни и треба да не е должен граѓанинот кон градот од аспект на даноци и такви работи. И после тоа сите документи се презимаат, се разгледуваат и 50% од сумата, но не повеќе од 3000 денари, им се праќа на смет. Значи, кога аплицираат, донесуваат и трансакцијска сметка на која што би се префрлиле паѓите. Тоа значи дека велосипедот би можело 6000 денари за да можете вие 50%, односно до 3000 денари да ги... Да. Меѓутоа, тоа не го ограничува просторот да купиш и поскап велосипед, меѓутоа градот овозможува најмногу 3000 денари. Така да може да земат секаков велосипед, меѓутоа во интерес на градот за да има што повеќе луѓе кои што аплицираат и кои што купуваат велосипед, затоа што идејата е да поттикнеме велосипедизам повеќе во град Скопје, кој што од година до година покажува дека има добар потенцијал. Ради тоа мислевме дека до 3000 денари мислам дека е коректна сума и мислам треба да аплицираат граѓаните, после тоа ќе службите во градот ги презимаат документите и така цитирам. Говорите дека во минатите 2 години од како проектот е ставен во функција, 2016 имало преку 2000, 2017 повеќе од 3000, тоа значи дека има добар фидбек од страна на граѓаните и го почитуваат овој проект, односно ги користат можностите кои што ги нуди градот. Да, значи е за пофалба дека има интерес. Дури оваа година се гледа дека за 3 дена веќе имаме стотици апликации. За разлика од другите години, кај што пракса беше да биде отворен конкурсот се до истрпување на сите средства, оваа година малце ги сменивме правилата. Значи конкурсот ќе биде отворен само до 30 јуни. Така да би сакал да напоменам сите тие што се заинтересирани до 30 јуни веќе да аплицираат, затоа што веќе од прошлата недела се појави интерес и за други субвенции, тоа се електричните тротинети и мислевме дека ако остане буџет тие пари да ги искористиме за када е поголем интересот за велосипедите или за електричните тротинети? Значи има интереси за тоа и за ова. Моментално има доста и за велосипеди, меѓутоа знаете како е, кога доаѓа некој нов тренд,
одма луѓето се пребацуваат од едно и од друго. Во интерес на градот е да се употребат и двата момента, затоа што и двете може да се користат како алтернативен превоз, тој кој што ние како град го потикнуваме, знаеш. Сакаме малце да избегнеме од хаосот со колите и така натаму, значи целиме кон град кој што не би бил удобен најмногу за колите, туку сакаме малце да направиме некоја рамнотежа. Тоа го докажавме и со градата на велосипедските патеки, со некои други проекти кои што некои такви мали проекти кај што ставаме столбчина на самите тротоари и велосипедските патеки за истите да не се узурпираат од колите, така да полека некако тој комодитет од еден град Имаше кој што многу реакции на почетокот од граѓаните за столбчињата на велосипедските патеки, меѓутоа во меѓувреме изгледа сватија дека тоа е многу. Видете, реакција корисна секогаш ќе има кога вадите еден граѓанин од некој комодитет кој што го има, меѓутоа ако го правиш тоа за доброто и за животната средина и за се околу себе, мислам дека ќе има повеќе аплауз него реакција. Значи да се земат предвид и другите работи, секако дека имаме и мајки со колички со деца кои што идат и претежно кога се узурпирани тротоарите од самите коли, тогаш мора да искачат на улица и така натаму. Сега последен момент ни беше во Цветан Димов од Чаир, значи пред самото школа кај што има автобуска станица, претежно тука знаат да ги остават колите и самите ученици од школото требаше да се симнат на самата улица за да може да го обиколат и да. Сега последно беше таму ставивме на столчиња за да се ослободи тој. Ете ги споменавте велосипедските патеки, дека имало реконструкција и слично со цел се повеќе да се поттикне велосипедизмот. Дали луѓето велосипедот го сваќаат сериозно, односно како превозно средство или понатаму како рекреативно средство? Значи фактот дека се зголемува бројот од година на година покажува дека реално има интерес за ваков вид на превоз. Сега, кога веќе има зголемен број, секако дека тоа подсвесно кај луѓето влијае и да го користат точакот и за велосипедот и за транспортно средство. Значи, таа ни е целта на нас, затоа и ги даваме овие субвенции. Ова е тренд кој што не е почнат кај нас, туку е почнат и во други градови. Сега, за жал, ние малце поспоро се движиме кон тој. Меѓутоа има од каде да се земе пример. Да, секако дека има од каде да се преземе пример, затоа и преска спомнав, значи многу се битни и велосипедските патеки и тоа е еден фактор кој што реално ги потикнува луѓето за да дојдат да земат кажете субвенција за точак, да беше рекреативно, ќе се возеа само во паркот. Но сега кога веќе има една велосипедска патека од дома до работното место и назад, мислам дека барем кога има добри временски услови, тоа е преку лето и пролет, доста се користи велосипедот како превозно средство. Да, кога сме кај велосипедските патеки, центар, Карпош, аеродром има добри велосипедски патеки, што станува со Чаир, Бутел, Радишани. Да. Јас пример од Бутел да сакам да дојдам до центар со велосипед, тоа е многу тешко за мене затоа што немам патека. А друг проблем веќе е паркираните возила на улиците. Патеки, да. Да, виде. Секако со возилата треба да се справа Министерството за внатрешни работи, меѓутоа со велосипедските патеки. Дали има некоја стратегија која што во следните година, 2-3 би требало да се развива и во тој дел од градот? Го земав како пример и во останатите делови од Скопје. Реално знаеме дека има проблем во повеќе такви делови од градот. За жал, проектот Град Скопје Велоград требаше да заврши во 2017 и во крај на 2017 Град Скопје веќе да има велосипедска патека мрежа која што би се поврза. Кога дојде новата администрација во Град Скопје, за жал до тогаш беа изградени само 60% од градот, од тие улици кои што беа предвидени. Тоа што можам да кажам е дека во последните 14 месеци Град Скопје изгради некаде 14,6 километри нови велови патеки и тоа во рајони кај што викаш дека беше многу потешко. Значи тоа се некои улици во Кисела вода, во Чаир, во Бутел.
Сега ако ги земеме просекот на градењето на велосипедските патеки порано и прошлата година, значи порано во просек искаше дека се градеше околу 3,1 километар, а само лани имавме просек за една година негде околу 12 километри. Така да сакам да кажам дека сериозно се посветуваме на овој проблем. Тука имаме една мапа, не знам колку може да се види во самите камери. Имавме и презентација кај што ги објавивме сите нови патеки, постоечките, тие кои што ги планираме и веруваме дека во следните година дена или најмногу 2 ќе имаме веќе спојки меѓу тие поголемите велосипедски патеки. Сите. Секако дека има големи проблеми во некои улици како пред Цветан Димов и таму најверојатно накнадно ќе треба да се најде решение, пошто тие се некои или потесни улици или презатрупани кај што реално немаш многу опција, треба да се смисли меѓу возила, по тротоари. Само пред да продолжиме понатаму ми јавуваат од режија дека имаме гледач на линија. Добар ден и повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Пред се сакам да ја поздравам иницијативата на градот Скопје за, да речам, разубавување на градот со градење, односно правење простор за велосипедските патеки. Се е тоа со цел за заштита на средина и така натака. Меѓутоа, сакам да го прашам господинот гостинот, како портпарол на град Скопје. Предпоставувам дека знае. Дали град Скопје, предпријатието за паркинзи, е во координација со општина Центар и предпријатието паркинзи општина Центар градски пајак, во каква координација се, значи овие ќе градат велосипедски патеки, овие викаат ќе ви направиме паркинзи, после викаат не е наша надлежност, ова е на овој надлежност, ова и ние колите да ги паркираме у воздух најубаво, па со скафандер да летнеме до кола, да влеземе и да се спуштиме, толе да не ни ја дигне пајак. Само тоа, дали се во координација? Ви благодариме за вашето јавување. Го слушнавте ете прашањето на гледачот. Секако дека сме во координација цело време и градот и јавното предпријатие градски паркинги и паркинзи општина Центар. Сега за жал ситуацијата во Скопје е таа која што е. На ваквите проблеми некој порано не мислел кога донеле закони за да може во градов да влезат толку коли или да се изградат толку станови кои што немаат пред себе паркинг. За жал, за жал веќе се наоѓаме во таа ситуација, меѓутоа кулминација има по однос на прашањето за паркиралиштата. Да, меѓутоа генералниот проблем во градот е, не знам господинот можеби зборува за местото кај што он живее, меѓутоа ја ќе зборувам о глобала. Имаме проблем со луѓето кои што сакаат да остават колата баш пред, ако иде у кафич или ако иде у ресторан, значи нигде у сериозни нормални држави не може да ја ставиш колата кај што ти сакаш. Има паркинг места за тоа и кај нас има катни гаражи, има паркинг места. Сега за жал секој треба малце од тој својот комодитет да отстапи нешто за да ја постигнеме сите целта и не се работи само за паркингот, туку и за сите проблеми во градот, пошто ги има реално многу. Меѓутоа реална ситуацијата е таа, работиме да ги решаваме проблемите. Една година е премалку за да можеш да ги решаваш сите проблеми во градот, меѓутоа верувам дека во блиска иднина господинот и нема да ги има овие проблеми. Споменавте дека треба да се решат проблемите конкретно помеѓу од една страна возачите и од друга страна велосипедските патеки. Меѓутоа конкретно решение, вие што сметате како може да се изнеде заедничко решение и за едните и за другите? Значи концептот во градот е во неколку насоки промашен. Еден од клучните проблеми е јавниот транспорт. Сите знаеме каков јавен транспорт имаме и тоа ги поттикнува луѓето што повеќе да возат коли. Сега ние како град Скопје почнавме некои процеси, некои проекти
Една од нив е фамозниот трамвај во Скопје. Премиерот на државата го најави. Исто така градоначалникот на град Скопје, тука владата и градот веќе размислуваат и работат и тоа е нешто што реално ќе отстрани многу коли од самите улици. Има ли шанса да почне овој проект во блиски иднини? Па штом веќе го најави премиерот и градоначалникот, шансите реално се да почнат, се разговарат за инвестицијата, само пошто проектот е готов и моментот што ќе се најдат средствата секако дека ќе има почеток на. Меѓутоа не е единственото, имаме моменти кај што целиот сообраќај во Скопје е затруван во центарот на градот. Ние немаме околни улици или излези. Да, излези. Сега еден од проектите на кои што работиме е поврзување на општина Аеродром со општина Газибава преку мостот кај Јасно. Друг проект е кој што го најави градоначалникот, тунелите под Кале, кои што ќе поврзат центар со Џон Кенеди, например. И тука од една страна одма избегаваш и Јајапаш, избегаваш и Бит пазар, тие се некои клучни точки, така да кога веќе ќе го распределиш сообраќајот пошироко низ целиот град, тогаш веќе полесно можеш да збориш и за велосипедски патеки и за некои вакви моменти. Меѓутоа, за жал, ваквите проекти не биле приоритет порано. Зошто не знам, меѓутоа реално работиме да ги решаваме проблемите, меѓутоа не е нешто што може да се решава за еден ден. Ќе се извинам тука накратко, само ќе ве прекинам затоа што ни јавуваат од режија дека имаме уште еден гледач на линија. Добар ден и повелете. Добар ден. Добар ден. Касно се уклучив, не знам господине во која сфрха е за сообраќајот. Меѓутоа, ако се работи за паркинзите, ајде во центар направија катни гаражи. Во населбите, кај што е зградата. Секоја зграда има паркинг свој. Тој паркинг е купен во Скопје, станот кој е купен. Сега повторно се наплаќа од ова што за паркинзи што водат они. Ја не знам во која сфрха, како им е тоа дозволено да наплаќаат они, кога самата зграда паркингот си го има купено со становите кога ги купиле. И сега повторно плаќаат месечен за паркирање возилата. После друга работа, во градот Скопје, вие немате такси станица каде да се. Тоа е едина такси станица карши комората, и тоа е тука булјук од таксисти, не може ни да влезат ни да излезат. Значи, ако сакаш такси да фатиш, треба да одиш во центар, пешки или така работа. Значи, треба да се направи такси станици или да се субвенцира горивото за таксистите да може да кружат, како што е во другите земји. Кренеш рака, ти застане, такси се качеш, вака, они плаќаат казни за ако застане да качи или ако застане да симне плаќаат казни од полиција. Значи немаат никаква толеранција. Ја не знам кај да се паркира таксиста да чека. Кај да у центар, нека ми објасни господинот, или живеам во стар аеродром, зградата паркингот си има, сега паркинг да плаќам. А тој паркинг е со становите купен. Во тој смисол сакам да ми објасни господинот. Така, ви благодариме за вашето јавување. Еве повторно проблем, повторно паркинзите, каде да се паркираат, не само станарите од зградите, туку и ти таксистите. Да, малце забегавме од темата, како и да е. Мислам дека непрописнато паркирање го санкционира Министерство за внатрешни работи. Град Скопје или ПОЦ обично ги казнува тие што се паркирани внатре во самите паркинзи. Така да, доколку МВР дојде до сознание дека конкретно возило е непрописно паркирано, тогаш само од работата на пајакот на град Скопје да дојде да го крене и обично МВР казнува. Така да, и во Чаир кај што живеам јас, значи постои тој проблем реално. Градот не е предвиден за толку коли, меѓутоа луѓето се паркираат кај што ќе стигнат. Се работи, не знам, реално проблем. Паркингот е проблем во град Скопје, меѓутоа конкретни мерки се превзимаат, така да мислам дека проблемот ќе се... Фалјон, дали се уште постои проект за изнемување на велосипеди?
Во минатото беше од претходната власт промовиран, се изнемуваа велосипеди од центар, истиот можеше да се остави во аеродром, во Карпош или обратно. Дали го имаше минатото лето и дали истиот проект ќе продолжи во идната? Значи, лани го немаше и ова година нема да го има. Се работи за еден пустар проект, кој што датира години назад. За жал лошо беше менаџиран и дојде до ситуација кај што не можеш такви велосипеди во таква состојба да Мислам дека имаше многу и нефункционални велосипеди за употреба од страна граѓани, за го не се лажам. Тие бе некои проблеми за преку кои што одлучивме да уствари Паркинзи, пошто они го водеа целиот проект. Моментално се работи на нов концепт, се работи на унапредување на овој концепт. Имаме примероци кои што ги зијаме од другите градови. Наскоро град Скопје ќе има многу посовршен ваков проект, меѓутоа сега за сега не би дал многу информации затоа што проектот е во некоја развојна фаза, да дадам сега информации или некои датуми, а да не се остварат, тогаш може да искачи дека е спекулација. Не. Така да, тоа што можам да кажам е дека се работи на проектот и ќе имаат наскоро Скопјани и таква можност. Ти благодариме, Валјан, за денешното гостување. За жал, тука времето истече, сепак ние продолжуваме понатаму, останати понатаму со еден ТВ, бидејќи во продолжение следува Дејан Андуновиќ со најновите анализи од светот.